Казните за блокаторите се измислени и незаконски, ВМРО сака по секоја цена да собере пари од граѓаните, обвинија денес на прес штипските социјалдемократи. Дел од граѓаните веќе добија казна за неплатен паркинг простор, иако одлуката на Советот на општина Штип за поставување на блокатори на автомобилите беше донесена на 24 септември. Ако се земе во предвид дека за влегување во сила на одредена одлука е потребно да изминат најмалку 8 дена, со цел граѓаните да бидат информирани и подучени за последиците од неа, може да констатираме дека оваа одлука и предстапувањето во сила го собра својот арач од граѓаните. Ова за СДСМ е доволен показател дека целта на ВМРО не е ред во сообраќајот, туку парите. Се поочигледно станува дека оваа власт ја интересира само како да се најде начин дополнително да се приберат пари од граѓаните, при тоа не трудејќи се да инвестирате во изградба на катна гража, како што впрочем и ветивте на граѓаните, туку повторно се обидувате без вложен денар и со импровизиран паркинг простор да го наполните општинскиот буџет. Од друга страна, од Стипион, чија обврска е регулирањето на паркинг просторот, појаснуваат. Ние започнавме со поставување на блокатори, но за тоа си има одлука од Советот. Таа стапи во сила некаде од 30 додека на 29 ние имавме пробно поставување. Ово треба да биде педагошка мерка, не начин на кој што ќе се инкасираат одредени средства, значи се со цел да граѓаните сватат дека блокаторите треба да бидат употребувани што помалку, односно редовно да се ги плаќаат оние 20, 15 и 18 денари за целодневно паркирање.